Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте во новото издание на емисијата во ординација. Мој вечерашен гостен е доктор Наке Гогов, невролог во Струмичката општа болница. Докторе, добро вечер и добре ни дојдовте. Добро вечер и добро ме најдов. Така. Докторе, Струмичката јавност ве памети како директор на општа болница Струмица, но пред се и над се како врвен специјалист во неврологијата и овдека во болницата во Струмица, во оделението за неврологија. Иако веќе пензионер, сепак вашето искуство значеше многу за работата на оделението за неврологија и повторно сте некако во ланецот на медицината и посетувате по неколку часови оделението со вашето искуство, го споделувате со лекарите. Според вас, поубаво е да се останеше дома да се биде пензионер или пак вашето искуство долгогодишно да го споделите со новите, младите лекари? Секако, моето искуство и за работата до пензионирањето, јас бев активен како во невролошко оделение, така и директор на општа болница Струмица. Кога бев директор во општа болница Струмица, се сретнавме со многу проблеми кои што во тој момент, тие години се појавија како резултат на ковид кризата. Тој беше еден вирус, опасен вирус, кој што бевме затекнати сите и немавме многу искуство околу лекувањето, третманот на таквите пациенти. Ова беше многу опасна болест, од која многу луѓе настрадаа како резултат на болеста и лекувањето во текот на годината кој што беше зафатена со кои пациенти беа зафатени со вирусот. Така. Не ми одговоривте, поубаво е да се биде пензионер или пак во амбуланта? Јас сум професионалец и подобро е да бидам во амбуланта, со што би можел да помогнам повеќе на пациентите за кои луѓето бараат помош и за кои ми е потребна помош да речем баш мојата помош како невролог. Така. Вечер во емисијата ве викнавме токму за тоа, да позбруваме за еден од најгорливите, се извинувам, проблеми кои што популацијата ги засега што младите, така и повозрастните, за мозочните удари, кои што се почесто земаат замав, се почесто се срќаваат, иако мозочните удари важеа за проблем кај повозрастната популација, сега се почесто сме сведоци за присуството и кај помладата популација. На што се должи ова? Така, после кризата со COVID-19, кое што направи многу проблеми кај пациентите, кај луѓето кои што се разболеа од COVID, кои што прележаа болест, кои што ја прелезеа болешта од COVID-19, има последици и сега како резултат на прележан COVID, кај пациентите се појавуваат проблеми во смисол на зачестени мозочни удари, придружни болести кои што се случуваат, вртоглавици, главоболки. Фактички COVID вирусот направи голем проблем кај пациентите за тоа што остави многу секвели во органите кај луѓето. Најчесто беше зафатен мозокот, затоа што е мозокот еден орган кој што страдаше многу од ковид вирусот, кој што покасно се појави да се појават пациенти со мозочни инзулти, кај пациенти кои што возрастна граница беше повисока, да речеме, кај повозрастни пациенти 80-90 години, меѓутоа сега после кризата од COVID-19 пациентите се по ниска возраст, мислам некаде од 60 години па нагоре, и тие се многу ризични пациенти, пропратени со проблеми од после ковидот, кои што имат болест, кои што се јавуваат луѓето и не знаат дали повеќе од ковидот или како резултат на
кризата после ковидот како резултат на едноставно болеста која што се јавува со промени на крвните садови на мозокот. Затоа возраста кај пациентите е пониска и затоа се јавуваат пациенти со, да речеме, возраст од 50, 60 па и повеќе години. Значи бројот на пациентите со мозочни удари е зголемен после прележен ковид кризата. Така. Но докторе, ќе се согласите сигурно со мене дека ризик факторите кои што секојдневно се соочуваат граѓаните покрај ковид последиците, мозочните удари се и понатаму присутни кај помладата популација. Што е она која што е како таргет група на популација која што е најмногу е засегната и страда од мозочните удари? Така, мозочните удари најчесто се јавуваат во популацијата кои што се, да речеме, хипертензијата, хипертензивни кризи, диабетот, диабетична болест, оние луѓе кои што имаат повеќе покачен шекер, повеќе години, и тоа се едни ситуации кај што пациентите ги засегат крвните садови на мозокот, кои што страдаат покасно во смисол на етиологија на појава на мозочни инсулти. Како етиологија, значи имаме покачен шекер, повеќе време делува агенсот на покачен шекер и затоа се оштетуваат крвните садови и се појават мозочни инсулти. Како едни од најчестите ризик фактори ги набројуваме високиот крвен притисок, високиот крвен притисок, шекерот во крвта. Потоа самите покрај хипертензивната криза, покрај покачен крвен притисок на пациентите, еден од причините кои што може да се појави мозочен инсулт е диабетот, диабетична невропатија, потоа срцеви заболувања, АФФ што го викаат интернистите, кај срцевите заболувања, кај што има аритмија на самото срце, кој што може да продуцира тромб, да се откачи од срцето и да се пренесе во мозокот, кој што може да предизвика затварање на крвен сад и предизвикување на мозочен инсулт. Исхемичен мозочен инсулт. Инсултите се делат на исхемични мозочни инсулти, тоа значи затварање на крвниот сад во мозокот, каде што се затвара крвен сад и овој дел на мозокот останува без крв и без циркулација, кој што покасно се е засегнат мозокот, кој што покасно е зафатен самиот мозок, од кај што има центри на мозочното ткиво, кои што ја детериорираат мозочната активност. Значи мозокот не е во состојба да се исхранува и да прима, да врши гасови промени. Така. И затоа се случуваат мозочни инсулти. Зависи од местото на кој е зафатен мозокот, од местото на крвниот сад кој што е зафатен мозокот, се случуваат и промени на самиот организам, манифестни како пареза на екстремитетите, дали кај на раце или нозе, и може да биде зафатен и несечкиот систем на мозокот, кој што не може да зборува, не може да памти, запамтува и дури запаѓаат во коматозна состојба. Значи мозокот не функционира. Кај тие мозочни инсулти предизвикани од исхемични промени на мозокот. Значи нема доволно крв од циркулацијата на мозокот и затоа се случуваат мозочните инсулти. Имаме мозочни инсулти што се случуваат заради крварење, прскање на крвниот сад. Значи, ако имаме излив на крвен сад во мозокот, и тој исто така ствара пенумбра, едем во самиот мозок, и мозокот тогаш е засегнат и
нема доволно, не само што нема доволна циркулација, туку и си имаме излив на крвен сад кој што го оштетува мозокот. Така. Штом се излие крв од крвниот сад, се оштетува мозокот. Тука околу терапијата потешко, освен да се направи хируршка интервенција, како преку неврохируршка интервенција, па да се отстрани крвта што е излиена од крвниот сад. И затоа тие инсулти се викаат хеморагичен мозочен инсулт. Имаме субарахноидална хеморагија која се јавува исто прскање на крвните садови во арахноидијата на самиот мозок, на обвивката на мозокот, и таа дава исто така мозочни инсулти како хеморагичните инсулти. И затоа тие се опасни крварења кои што се јавуваат во мозокот и тешко се лекуваат. Или хируршка интервенција, или друга интервенција нема, кај субарахноидални хеморагии. Така. Кардиолозите многу често спомнуваат дека пациентите треба да бидат будни со првата симптоматологија, дека телото им сигнализира дека станува збор за проблеми со кардиоваскуларниот систем. Што велат невролозите? Имаме ли симптоматологија која што може да го разбуди пациентот дека станува збор за некаков проблем со каротидните вени кои што ни стигнуваат до мозокот и може би ги испраќаат некаков сигнал на човекот дека станува збор за некаков проблем. Може ли да се спречи мозочниот удар? Видите сега, кај пациенти кои што добиваат мозочен инсулт, или он не може да го каже тоа дека имам мозочен инсулт, меѓутоа симптомите што ќе се појават кај пациентите во смисол на вртоглавица, главоболка, нестабилно и несигурен од. Тоа се симптоми кои што укажуваат на тоа дека кај пациентот се случува нешто од кое што може да се очекува мозочен инсулт, најчесто преку артерија каротис и навратните крвни садови, може да се случи и во главата. Значи, екстракранијални крвни садови и транскранијални крвни садови. Кога се затвараат крвните садови во мозокот, тогаш имаме сигурно мозочен исхемичен мозочен инсулт. Значи, имаме затварање на крвниот сад. Пациентот ќе го почувствува со вртоглавица, главоболка, нестабилен, несигурен, малаксаност, слабост. А може ли да се спречи? Тоа може да се спречи ако се кога ќе се приметат таквите симптоми, кога ќе се забележат кај пациентот, не мора да пациентот може да го забележат пациентот и луѓе од фамилијата, најблиските, и да кажат што се случило со пациентот. Да. Тогаш е најдобро, штом се случи тоа, одма да се побара лекарска помош. Не да видиме, ќе чекаме до утре како ќе биде, тоа веќе касно. Кога ќе поминат 3-4 сата од таквата состојба, случување, тогаш е веќе касно. За да може да се интервенира понавреме и да се дадат терапија да се даде, тогаш е подобро. Тогаш ако се успее порано да се даде терапијата, резултатите се подобри кај пациентите и може да дојде до регресија на самата состојба, така да ние што го викаме да помине како транзиторна исхемична атака. Значи, ако на време се интервенира, да се даде терапија кај пациентот, тогаш ние имаме, да не речам, 50% веќе помогнато на пациентот. Ако се даде терапија, да не се пропушти времето од 4 сата, да речеме, од таквите симптоми што ќе се појават. И секој пат, ако се даде на време терапија, лекувањето е по-брзо и по-добро. Отколку, да речеме, да се пропушти ден, два, после веќе мозочните клетки се најчувствителни на исхемични промени. Најбрзо умираат, за 3 минути мозочните клетки умираат. Ако се даде терапија на време, резултатите ќе бидат видливи. Ќе се едноставно ќе запре самиот процес. И некој пат имаме кај пациентите, кај таквите пациенти со таква болест има прогресија на болест. И ние викаме во прогресија и болест и додека да се интервенира, ќе помине време. Ако не се интервенира на време, тоа ќе биде касно.
Ги спомнавте високиот крвен притисок и диабетот како еден од најклучните и И срцевите пациенти, срцевите болести, мислам болести на срце кај пациентите. така, Тие се ризик факторите. најголемите ризик фактори. Што е она кое што вие го препорачувате, освен навремената терапија, земањето на навремената терапија? За да се избегнат и да се спречат. За да не се случи мозочен инсулт кај пациентот, треба да се контролира притисокот, крвниот притисок на пациентот, потоа начинот на живот кај пациентот, да се следат параметри од лабораториските испитувања и едноставно симптомите ако се појават да се интервенира на време. Тоа е друго. За сега така. Што би самата состојба на пациентот ќе ти покаже дали има ризик фактор од мозочен инсулт или само е транзиторно така да помине, ама мора пак да се прати состојбата, да се следи. Така. Современите текови во медицината носат и подобрување на квалитетот на здравствената услуга која што им се дава на пациентите, еве и со мозочните инсулти. Што вели медицината сега? Можеме ли да застанеме, да го вратиме пациентот во некаква првобитна состојба? Можеме ли да го вратиме во некој нормален тек на животот со основните животни навики? Па, откако ќе се случат мозочни инсулти, тоа е многу потешка состојба, оти тука имаме засегнати виталноста на органите, рака, нога, говор, едноставно самата соматска состојба на пациентот ти кажува што е проблемот и што треба да се прави. Сегашната состојба на лекување, ако се почне со рано лекување, на откривање на болеста, тука се најчестите промени. Кога ние ќе ја пропуштиме првата диагноза на мозочни инсулт. Ако пропуштиме, да речеме 5-6 сати и повеќе натаму, дефектот кај пациентот ќе биде поголем. Ако се интервенира на време, се ослободи тоа нервно ткиво од пенумбрата што се створила во самиот мозок, мозочните клетки ќе останат повеќе здрави мозочни клетки и можат тие клетки да ја превземат улогата во понатамошното лекување на болеста и враќање на функциите на засегнатите функции од мозокот, како рака, нога, говор, одење, и тоа води по-лесно отколку да бидат многу засегнати и да нема можност за реверзибилни промени на мозочните клетки. Така. Ги спомнавте раката и ногата како органи на човечкото тело кои што при мозочниот инсулт знаат многу често да останат и вкочанети на човекот. Ги спомнувате и мозочните клетки кои што умираат за најкраток можен рок. Да. Може ли да се ревитализираат овие клетки? Да се врати во првобитната состојба? Да, кај пациентите кои што прележале мозочен инсулт, евидентно е дефектот што се гледа кај нив, со говорот, со сите тие функции на органите. За 2 години што ќе се ревитализира кај пациентот, ќе се ревитализира. Ако до тоа време не се повратат функциите, не 100%, 80% се вратат функциите на екстремитетот или засегнатиот орган, тоа е добро. И сега после мозочните инсулти се пристапува кон физикална терапија, лекување со таква терапија, како што се неуропротективни лекови, се прават, се настојуват да може да ги примат доволно време и физикална терапија и неуропротективна терапија да може да се повратат дел од функциите на мозокот. Што се повртат дел од функциите, јас реков 2 години, што ќе се исправи после од умирање на клетки и реверзибилни промени на мозокот, на засегнатиот дел и нема исправање. Така.
Сакав да ве прашам, што се случува, уште на самиот почеток спомнавте дека најбрзо умираат клетките во мозокот за 3 минути. Што е она кое што вам ви го дава како патоказ дека ако за 14 дена не се повтори ударот или пак за 21 ден, што се случува во тек на овие 14 дена, на овие 20 дена? Што му се случува на мозокот? Не, ние повеќе во диагностицирањето на мозочни инсулти, нели, како што реков, искемични мозочни удари и хеморагични мозочни удари, најчесто, штом се затвори крвен сад, тој дел на мозокот нема циркулација. Значи, одумират мозочните клетки. Така. Колку повеќе одумрени мозочни клетки, толку дефектот е поголем, што заради зафатеноста на мозокот од таквата исхемија. И затоа, за тие 14 дена, не е точно стриктно кажано дека толку 14 дена, меѓутоа така е малку од порано и кажано, ама сега со новите методи снимање со магнетна, со компјутер и други апарати, ние гледаме колку е оштетен мозокот, колку е оштетувањето на мозокот, дали исхемија или хеморагија. И сега, колку трае подолго време исхемијата, толку е оштетувањето на мозокот поголем. И тие клетки што се оштетени не се регенерираат како нови клетки, меѓутоа функцијата ја преземат самите клетки во мозокот кои што се од околното здраво ткиво. И сега со тек на времето мозокот се функционира нормално, се прима терапија пациентот и околу тие промени кои што се јавени во мозокот, оштетените мозочни клетки се едноставно здравите клетки ја превзимаат функцијата на оштетените клетки. Тие клетки што се били клетките кои се одговорни центарот за говор, брока, кај што имаме оштетување, пациентот постепено ќе ги презимаат здравите клетки, за да може центарот за говор постепено да се ослободи. И така се регенерираат мозочните клетки најкратко за 2 години. Што ќе се регенерира, што ќе проговори пациентот, што ќе може да функционира паретичниот екстремитет, тоа ќе биде 2 години. Е сега после, знаеш, пациентите добиваат малку на рутина, ангажирање на пациентот, масажи се прават, физикална терапија се зајачуваат мускулите на екстремитет и така почнува пациентот добива една рутина околу неговата активност. Шом се он прави физикална, се зајакнуваат мускулите, он може лесно да оде, подобро да оде, и затоа викат бараме физикална и на балнеа терапија, за да може да се јачат мускулите. Штом се зајачат мускулите, они може послободно да одат, постабилни, посигурни се и така се малку по-едноставно задоволни од лекувањето. Така. Што велат прогнозите за оние пациенти кои што се со различни стадиуми при мозочниот оштетувањето на екстремитетите на мозокот кај пациентите е различно и луѓето некои се така благодарни, може во таква ситуација, нели, кај пациентите после прилежан мозочен инсулт да западне и во некоја психичка состојба, која што ќе западне во депресивна состојба и тие се малку потешки за лекување, затоа што овој имунитет што го имат психогениот имунитет им е опаднат и се чувствуваат они несигурни, нестабилни, незадоволни, тие се малку потешко за лекување. Додека кај пациенти што се малку поохрабрени, имат можност, нели, да бидат со фамилијата заедно, да бидат помогнати едноставно, поддржани, тие ќе заздрават побрзо и
побрзо ќе го добијат тоа здраве колку што можат да се функционираат самите, да си извршват физиолошките потреби. Нема да имат потреба од друг да дојде да им даде чаша вода или храна. Така. Докторе, темата е неисцрпна. Верувам дека имате што да споделите со пациентите, но ние нема да застанеме овдека. Ќе ве поканиме повторно да ни видите гостин во емисијата и да споделите од вашето секојдневие, од вашето искуство со нашите гледачи. Ви благодарам што ја прифативте поканата и што бевте вечер во делот во ординација. Благодарам и на вас. Вам, почитувани гледачи, ви посакувам пријатна вечер. Се гледаме наредната среда.